така е календарски, ја означивме пролета, со тоа и се зголемија температурите, појавата на поленот како еден од најчестите причинители на пролетните алергии. Токму на оваа тема денеска ќе поразговараме со доктор Неда Ежова, пулмоалерголог, од кој што ќе ги слушнеме секако симптомите и како да се заштитиме од пролетните алергии. Доктор Ежова, добро утро за вас. Ајде да започнеме првин да ги разграничиме симптомите помеѓу настинка и симптомите помеѓу пролетни алергии. Убаво кажавте дека пролетта покрај убавините што ги носи со себе и радоста на сите нас, за жал прави едни симптоми кои што не се пријатни за поедини лица или особи, кои што поинаку реагираат при контактот со поленот што сега го имаме во изобилие во пролетната сезона. Кога зборуваме за пролет, секогаш асоцираме на пролетните алергии. Пролетните алергии лесно се препознатливи, тоа се воспалителни реакции, кои се јавуваат најчесто на слузниците на носот, па имаме алергиски или сезонски поленски ринит, доколку ја нападне конјунктивата поленот, имаме алергиски конјунктивит, често пати заедно иде ринитот со конјунктивитот како еден ентитет, па велиме риноконјунктивит, кој што е многу чест. Кога зборуваме за честоќата, односно за преваленцијата на алергискиот ринит, тој со нашите проекти кај нас е застапен кај некаде од 23,5% од населението. Покрај овие два ентитети што најчесто ги среќаваме во праксата, во пролетната сезона заради поленските алергени, да спомнеме една многу потешка болест предизвикана од алергија, од полен, тоа е поленската астма. Што значи, ако ние навреме не ги препознаеме алергиските болести, а тоа се препознава, се разликува на тој начин што ако за 10 дена не помине обична настинка, треба да помислиме дека се работи за алергиска реакција. Заради тоа ние треба да направиме, доколку сме во можност, алерголошки тестирања кои секојдневно се практицираат во ординациите кои работат со оваа проблематика. Имаме два начини на тестирање за овој тип на алергии, односно овој прв тип хуморален или ИГЕ посредуван тип на алергии, и тоа кутаните тестови кои се прават наназад од 911 година, па со разни модификации, и ден денеска се голд стандард, златен стандард за диагноза. Од пред 20-30 години се практицираат и инвитро, односно тестови, алерголошки тестови преку крвта кои ни даваат исто така добри податоци. Најдобро е ние да ги корелираме доколку можеме за една додефинирање или за една точна диагноза. Покрај респираторните заболувања кои ги предизвикува поленот, често пати поленските алергени или поленовите зрна, кои што треба да ги има во воздухот во еден прак на провокација, може да предизвикаат и дигестивни промени, особено кај малите деца, а може да предизвикаат и кожни реакции од типот на уртикарија, од типот на контактни алергодерматити, атописки дерматити, се разбира кај луѓе кои што имаат една генетска или атописка предиспозиција и кај нив прават изменета реакција поленовите зрна што дојдат во дишните патишта или во кожата и развиваат различен степен на сензитивност. Инаку, поленовите зрна се многу патогени, особено во градските индустриските средини. Зошто? Заради тоа што под дејство на ултравиолетовите зраци, под дејство на аерозагадувањето, тие ја променуваат својата површинска структура и стануваат со голема патогена или алергогена моќ, за разлика од поленовите зрна кои што ги има во планините или во руралните средини.
Затоа, велиме, во последните 20-30 години, карактеристика е за алергиските заболувања една висока превалентност, која за некои ентитети 2 пати или 3 пати повеќе е зголемена. Сигурно дека причините за алергиите се повеќе кратни. Еве сега зборуваме за поленовите зрна, па тука ние сме богато поднебје аеропалинолошки со многу дрва од типот на бреза, дап, јоргован, див костен, значи бука, лешник, и тие во сушност почнуваат овие првите месеци. Значи поленска, во светот се изработени поленски календари и поленски карти за секој полен кога е најприсутен и во колкава концентрација во воздухот. Истото тоа е направено со нашите проекти и во Република Македонија. И ние знаеме дека во втората половина на февруар месец, доколку зимата не била многу со снег, веќе се појавуваат првите поленови зрна во воздухот заради опрашувањето и почнуваат првите симптоми на полен. Се знае дека секој поленски таксон, кога зборувам таксон, зборуваме за класификација на полените, на полени од дрва, полени од треви, житариците исто спаѓаат тука, и полени од плевели или корови. Кај нас, кај нашето население, секојдневнава пракса, а и самите проекти што ги правевме по повеќе градови во Република Македонија, најмногу реакции даваат некако на полените од треви, на ливадарка, лисичина опашка и така натаму, потоа на житариците, често пати на рж, на пченица, се мисли на нивните поленови зрна, и често пати пациентите велат, јас сега не треба да јадам жито, брашно и така натаму. Објаснуваме, ги едуцираме дека тоа се однесува на поленовите зрна кога се испуштаат во воздухот и штом добијат таа одредена концентрација или прак на провокација, се јавуваат инфламаторните или клиничките реакции кај пациентот предизвикани од поленот. Да не ги заборавиме и овие така наречени плевели, кои што многу ги има кај нас и многу од нашето население реагираат на нив. Пред се тука е тегавецот, амброзијата, таа американска тревка донесена кај нас за украс, без да се води рачун сметка дека е алергогена и дека предизвикува алергиски реакции. Тука е и копривата, пелинот, и да не ги броиме, значи цела плејада што елиме на полени во воздухот го контаминираат воздухот од една страна, од друга страна самите полени заради аерозагадувањето стануваат патогени и затоа ние во последните години имаме ваква висока преваленција на алергиски болести. Исто така кај младите луѓе обично алергиите се јавуваат кај помладата возраст и кај децата. Не да не се јавуваат и во другите возрастни групи, меѓутоа во многу помал процент. Значи, имунолошката нарушеност кај младата популација заради разни паразитарни вирусни заболувања, понатаму заради аерозагадувањето, заради можноста во денешно време да се диагностицираат алергиските болести, имаме една ваква висока преваленција и затоа велиме алергиите се предизвик на 21. век. Во кратки црти само да споменеме како можеме да се заштитиме од така. Значи воопшто во пристапот и на превенцијата и на лекувањето на алергиските болести постои еден така наречен, ние го викаме репертоар на пристап. Прво и основно е контрола на средината, и на работната и на животната средина. Што значи тоа? Да внимаваме на хигиената, да внимаваме да не ги загадуваме растенијата, тревите, дрвата и така натаму. Кога веќе имаме поленска контаминација, тогаш на луѓето кај кои веќе е детектирана алергиска реакција на полени, им препорачуваме да ја следат поленската карта, односно поленските календари, и ако, да речеме, еден
пациент, едно лице има алергија на бреза, тој период кога брезата цвета ја има најмногу во природата, да може да го избегне, да не излегува непотребно во парк или во близина. Кога велам во близина на полени, тоа не заштитува доволно, затоа што кога имаме ветар, сонце, поленот се носи од оние средини каде што го нема во близина. И 100 километри поленот ќе го ветрот ќе го донеси, затоа што е вектор. Често пати и пациентите ќе им кажеме, вие имате алергија според резултативе и според сите параметри што ги вклучуваме за комплетна диагностика на алергиските болести. Имате алергија на полен, да речеме, од бреза. И вика, па ние немаме бреза во близина. Немате, меѓутоа, или на липа. Липите некаде најчесто почнуваат своите полени да ги пуштаат во воздухот од крај на мај месец до кај 20-25 јуни, и луѓето што реагираат на липа во тој период треба сепак малку да внимаваат, да не се изложуваат, да не се експонираат. Значи најдобро е да се елиминира алергенот кој што е причинител за ваква болест. Меѓутоа често пати тоа е неможно. Им препорачуваме да носат очила, да не отвараат прозорци кога има многу ветар или полен.